Тоа беше разговорот со господинот Бенджамин Перкс, кој што е директор на улица во Македонија. Мислам дека каже занимливи работи и навистина ќе се обидеме после одреден период, веројатно после 6 месеци, повторно се навратиме на тие теми и да видиме што всушност е направено, бидејќи, како што можевте да видите и од самиот разговор, не ни е сјајна ситуацијата ни со состојбата на децата во оваа држава. Сега малку ја менуваме темата, бидејќи со колегите Христијан Баневски и Дејан Андоновиќ ќе поразговараме за посетата на господинот Владимир Путин, председателот на Србија, на регионот на Русија. Практично, се извинувам, председателот на Русија, на регионот кој што ќе го посети Белград и ќе му биде домаќин таму председателот на Србија Александар Вучич. Христијан Баневски ќе оди со наша екипа во Белград и ќе бидеме во, претпоставувам, во контактија 2 дена, колку што ќе линковска комуникација. Така е, колку што ќе трае. Надевам колку што ќе дозволат можностите од таму за да известиме, бидејќи сепак нели еден значаен настан не само за Србија или за Македонија, туку конкретно за регионот, бидејќи се типува дека со ова настанува, односно доаѓа до пресвртница во геополитичката, во геостратешката политика, односно на Балканот. Кога доаѓа Путин во Белград? Точно на 17 јануари месецов, односно четврток, за 2-3 дена од сега практично е најавена посетата и според најавите ќе биде дводневна, односно Путин ќе преноќи во Србија и дали ќе има активности следниот ден и дали тие ќе бидат медиумски покрини се уште не се знае, бидејќи официјалниот повик за акредитации гласеше за посетата на председателот на Руската Федерација на 17 јануари. Така што, но известно е дека тој ќе преспие таму, дека ретко се случува Путин да оди негде и да преспива. Неговите дводневни посети се исклучително ретки. Дејане тоа дава посебно значење за посебно значење. Со посетата на Путин има 3 сегменти на значењето. Прво доаѓа во еден период кога регионот па и светот е некако во геостратешка пресвртница, како што и самиот рече колегата Баневски, но особено во овој момент кога нели овој регион оди повеќе на кај НАТО, а русите како на некој начин сака да постават онаа линија, а кој ќе ја постави линијата ако не е највисокиот дивен политичар, односно по ранг, а тоа е Владимир Путин. Тоа е првата работа. Втората работа е што прв пат Путин доаѓа да преноќи во еден град, во една држава. Он е познат по тоа поради безбедносни причини, но и веројатно поради угледот кој го прави, да дојде 2-3 часа да седи, да обави разговорите со политичарите и да продолжи понатаму или да се врати, како се вика, во Москва. И третата и она што е многу важно, веројатно подоцна ќе не прашаш, е оној орден што ќе го добие Вучич, токму Вучич, Александар Невски, еден од највисоките ордени. Оно што е најинтересно е што пред Вучич, пред 100 години последен го добил Никола Пашич, а предходно го добил Александар Караѓорđević и Милан Обреновиќ, што само укажува дека Путин и Русија сакат Вучич да го направат некаква историска личност на Србија и со сите овие работи ми остава простор само да кажам дека посетата на Путин има нешто многу подлабоко од оние најавени 20 енергетски и тоа сакам со Христијан да поразговараме. Очигледно е дека посетата ќе има свој театрален дел. Очигледно е дека целата оваа се прави како одреден политички гест, се прави како јасна поддршка на Вучич, бидејќи Вучич се наоѓа во една релативно компликувана ситуација заради познатите настани со преговорите со Косово, за кои се очекува да се интензивираат оваа година, особено по решавање на грчко-македонскиот спор. Но што е во пакетот на оние конкретни работи, Христијан, кои што Путин сепак ќе ги договори со србите, а кои што се веќе подготвени за подпишување, за кога го спомна театарот, токму орденот, сметам дека е тој најголемиот чин во целиот тој театар, бидејќи во Србија, односно во медиумите во Србија се крена голема фама околу тоа што значи орденот, зошто токму Вучич и целата историја на орденот дека за време на комунистите бил укинат, па дека Путин повторно го возобновил, дека со тоа сака да му даде, нели, кој што каже и колегата, поголемо значење и на Вучич и на историско дава, со него дава историско. Но она што да се е зад, што ќе се случува, претпоставам, зад кулисите на маса кога ќе седнат двајцата председатели, се подпишувањето на тие 20 билатерални договори кои што тие се главно од областа на енергетиката. Да, власта се вредни 230 милиони евра и се во областа на енергетиката и инфраструктурата како најважни теми, а освен тоа власта очекува дека приоритет на Вучич и на Путин ќе биде токму диалогот со Косово.
односно се очекува да биде на врвот на приоритетите на Путин и на Вучич за време на средбата, а освен тоа министерот за одбрана на Србија најави дека српската армија интензивно паралелно се наоружува се со цел да си ги одбрани србите без разлика на која територија живеат. Ќе се навратиме на тие безбедносни елементи уште малку за театарот, колку што ја гледав јас програмата, иако дел од програмата е се уште тајна и мислам дека во Србија се веќе истоварени оние специјални единици. Дали ни се одобрени акредитациите кога сме веќе кај тоа? Истоварени се веќе оние специјални единици кои што се задолжени за безбедноста на Путин и така натаму. Во еден дел од програмата има предвидено и големо шетање. Јас не знам гледачите колку го знаат Белград, но негде код Палата Албанија па до црквата Свети Сава, која е отприлike неколку стотици метри долга прошетка, каде што се предпоставува дека ќе одат пешки, дека ќе има многу народ собрано, се предвидува дека околу 100.000 луѓе ќе се околу 70.000 луѓе. Параметарот кој што се обезбедува. Интересно, у целата таа приказна, овој вториот сегмент е дека се организира огромен тој дочек пред Свети Сава, централниот храм во Белград. Тоа е едниот сегмент што ме е интересен, вториот сегмент што ме е интересен е што целата таа маршрута каде што ќе се движи Путин е веќе затворена, шахтите се заварени, граѓаните од околните згради им е укажано да спуштат ролетни завеси, бидејќи горе ќе бидат сместени тие фамозни 250 обезбедувачи специјалци кои го ја обезбедуваат рутата. И она што исто така интересно е дека околу преноќувањето на Путин сакав да додадам дека тој според она што оние извештаи кои се достапни ќе преноќи у една од вилите на поранешниот југословенски претседател, зборувам на СФРЈ, Јосип Брос Тито, кој никогаш не доживеа да спие у таа вила на Дедиња. Таа е веќе уште пред 3 месеци подготвена за тоа преноќување, што само укажува дека безбедносните мерки буквално све преземале за Путин да избутка оваа агенда. Кристијан, ние освен следењето на посетата на Путин, предпоставам дека имаме и соговорници со кои што ќе се јавиме. Ќе представиме, предпоставувам, различни коментари за целиот тој настан. Сега во патот во Србија ќе го искористиме не само за посетата на Путин, туку и за документирање на целокупната ситуација, која што можеби има некаква паралела со неговата посета или некоја тесно поврзана. Бидејќи можеме да видиме каква е состојбата таму, особено во медиумите во делот на владењето на правото подсетува на Македонија во извесен период. Македонско сценарио што би рекол. Да, како што и самите го нарекуваат, така што ќе се обидеме таму да разговараме со повеќе представници на опозицијата, секако и оние кои што се противат и го нарекуваат владењето на Вучич режимско владење, да видиме што имаат тие да ни кажат. До сега имаме сам, ако можам да најавам, потврден разговор со Вуки Еремич, еден од првите опозиционери, така што бившиот министер за надворешни работи. Да видиме што има тој да каже апропо целата ситуација и посетата, меѓутоа нашиот фокус кога сме веќе кај посетата е нели односот на Русија кон нашата држава, особено се обидиме да поставиме прашање на пресконференцијата, мислам дека се очекува да има пресконференција и според тоа, според некоја логика на нештата, бидејќи сме странска екипа таму, се надевам дека и покрај многуте странски кои што ќе стигнат, дека ние ќе бидеме, може мислам дека сме единствената екипа од Македонија која што ќе замине, со оглед на тоа што другите екипи не се акредитирани, а се завршени акредитациите уште во саботата. Така што мислам дека ќе бидеме ексклузивно од Белград. Ексклузивно од Белград, така што ќе се обидеме да покриеме што е можно повеќе. Андоновиќ, кој е моментот на пресекот на српско-руските односи во моментов? Што е суштината на тие односи и покрај овој театралниот дел на кој што очигледно се инсистира, што е суштината на оваа посета во овој момент на Путин? Според мене има две димензии. Една од димензиите, да не забораваме, у тие енергетски договори, веројатно турскиот ток 2, кој треба да поминува низ Србија, што очигледно дава особена димензија на руско-српските односи. Унапредувањето на руско-српските односи е тоа гесло под кое ќе се движат овие, да кажеме, бизнис договори. Тие влегуваат во Евроазиската унија и тоа ќе се подпише. И тоа ќе се подпише. Ќе дојде до воено-техничка соработка помеѓу двете армии. Но ја повторно ќе кажам, доаѓањето на Путин во овој период и во овој момент е избран прецизно за да се отцртаат на некој начин линиите до каде сте вие, до каде сме ние. Долга е раката на Москва. Да, и само сакам да докажам што секогаш го забораваме, ако направиме паралела со Албанија и Косово каде што се укинува границата по нивна иницијатива, нели така најавија, да не
не забораваме дека едно од руските сфери на влијание е Република Српска и Милован Додик. Тој веројатно ќе биде во Белград и не би се изненадил ако не дојде до некоја поддршка кон Република Српска и можеби некоја еквивалент на тоа со Косово да биде нешто со границата помеѓу двете држави. Една контраиницијатива. А дали се точни моите информации дека Путин може да го поседи и Ниш? Бидејќи таму се наоѓа онаа база руска во која што има шпекулации, но пак ќе кажам поради и самата Москва и Белград до сега велат само се разработува сценариото, се уште не е готово, ќе бидете информирани. Веројатно да, затоа и ќе биде 2 дена, но немаме официјална потврда. Или пак втората веројатност е дека тоа ќе се случи, но нема да има планирано медиумско покривање на настанот, односно можно е да биде Добро, за само гледачите, со делегација на Србија и на Русија, така што предпоставам дека за гледачите е важно да кажеме дека во Ниш се наоѓа еден центар кој што русите го отворија пред неколку години, кој што е официјално центар за реакција во кризи, за време на поплавите беше отворен и беше понуден. И според информациите се 5 офицери, меѓутоа еквивалент на Бонстил според шпекулациите на Предпоставките дека тоа е уствари една воена база, од каде што веројатно русите вршат електронски мониторирање на целиот регион и не само во Ниш, и во некој од, да кажем, на известна дистанца од Ниш, бидејќи пак од друга страна Бонстил исто така предпоставка дека се работи за електронска база на американците, каде што веројатно се допираат сега двете и се во радиус негде од околу неполни 100 километри, доколку е така како се гледаат преку планини. Добро, предпоставам дека делегацијата на Путин ќе биде голема. Тоа обично кога одат тој тип на председатели, американски, руски, кинески и така натаму, во нивниот состав се десетици директори, министри, бизнисмени, предпоставам дека со многу авиони ќе слетат и така натаму. Каде ќе биде сместен Путин? Се знае ли? Има ли информација за тоа каде е сместен? Јас го реков пред малку тоа. Најверојатно во таа вила на Дедене. Самиот тој, но разговорите ќе се одвиваат во претседателството во претседателската палата, можеби на Белиот двор, каде што е, можеби во Хајат има Белград капацитети. Оно што е интересно за авионот е дека воздушниот простор ќе биде 8 сата пред да слета, според информациите. Целосно затворен за авионот на Путин. Тоа е така, јас не знам, и веројатно и вие сте имали искуство, тоа е така и кога американски председатели негде кодат и така натаму. Какви се, Христијан, реакциите во Белград и во Србија по повод посетава? Што се да кажем низ медиумите? Да кажам какви се реакциите на граѓаните, меѓутоа според она што се пишува во медиумите не постои, да речеме, можеби ако речам час ќе претерам, да речеме во денот не поминува без десетина вести за Путин, за неговата посета, за врските помеѓу Русија и Србија, вековното пријателство и слично, така што сосема известно е дека оваа посета се пумпа и без разлика на тоа на која страна се србите, односно дали го поддржуваат. Има ли средба на Путин со опозицијата, например? За сега нема никакви најави. Не се знае во програмата. Со оглед на тоа што го организира председателството на Србија, негов домаќин е Александар Вучич, не е предвиден. До сега барем нема најави за. Но никој од опозиционерите, барем според моја оној впечаток, па дури ни Вук Јеремич кој се смета за жесток опозиционер, никој не даде негативна конотација на посетата на Путин. Пак ќе повториме дека Путин е еден од двајцата најмокни луѓе во светот во моментот и да речеме тројцата. Тројцата, може и тројцата. Па како што има и кај нас ке дојде еден и папата римски е моќен човек, но збориме оној политички дел каде што Русија и Америка се нели еквиваленти, па оттаму и Путин е еден од двајцата најдобро чувани политичари во светот. Дејане, очекуваме ли пораки од Белград за време на посетата кон Македонија? Има ли најави дека можеби тој контекст ќе биде разговаран? Јас мислам дека ќе има големи и жестоки пораки за регионот и околу регионот, меѓутоа не верувам дека ќе се не знам, но мислам дека сепак ќе се земе регионално целата работа, бидејќи посочувањето нели може да предизвика. Ако не слажам деновиве, ниту од Москва, ниту од Белград не стигна поздрави и честитки по повод Преспанскиот договор, или можеби јас нешто пропуштив? Не си пропуштил. Може сите да сме пропуштили. Мислам дека сите соседи главно светскава заедница го поздрави договорот, но некако остана штуро тоа да кажем тој простор во смисла. Имаше реакција руското министерство на надворешни работи денеска попладне, каде што беше соопштението, сега ќе го парафразирам, дека Република Македонија
е додека е во Обединети нации, кој ќе се смени во Обединети нации, ќе биде така ќе вика и Москва ќе ослобува Република Македонија, понакако ќе биде во Обединетите нации. Имаше реакција. Предпоставам Баневски дека нема да пропуштиме шансата ако имаме можност да поставиме прашање да го прашаме Путин. Прашање две, има многу прашања, но ќе мора да приоритизираме, секако тоа е најважното на што го очекуваме односот. Какви се реакциите Дејане на Косово по повод посетата? Има ги таму Косово некаква возбуда? Па искрено не, како да не доаѓа во Рече да ја игнорираат. Па ја игнорираат дефинитивно. Косоварите се, односно косовските граѓани, косовскиот политички врв е фокусиран на онаа денеска повик од Вашингтон кон владата на Рамош Харадинај да ги укине таксите. И нивната поделба не може да се согласат. Добра, што е во суштина и со тоа би завршила? Што е исходот што се очекува од оваа да кажем посета на Путин на Белград? Кои се политичките пораки? Тоа веќе разговаравме што ќе ги дадат, но како тоа ќе профилира Дејан позицијата на Србија во меѓународен и регионален контекст? Па овака, ако гледаме од овој регионален аспект и од позицијата на Белград, Белград што покажува? Белград покажува дека е за Европска унија и дека е за западно сојузништво, но бидејќи не го решавате проблемот со Косово, ние имаме и кади на друга страна да одиме. Ние сме и за Евроазијска унија. Ние сме за Евроазијска унија, така да, внимавајте како ќе не поддржувате у наредниот период во преговорите со Косово и нашата меѓународна позиција, бидејќи ние имаме и план Б. Значи, со други зборови, не очекуваме да се случи некаква нова, да кажем, позиција туку, само да се афирмираат досегашните. Да се афирмира, но ја повторно ќе бидам слободен у проценката дека доаѓањето на Путин е како последна шанса на Косово, на Русија да покаже докаде ќе биде нејзината интересна сфера. Добро, Христијан, јас предпоставам дека од четврток натаму ќе имаме директен увид во тоа што ќе се случува во Белград и се надам дека ќе се видиме. Зависно од агендата како што ќе можеме да ги испланираме нашите јавувања, добро, но ќе и се светските обидеме агенции ќе го покријат тој настан доволно, во предпоставам. тек барем она што е од интерес на Македонија и во регионот. Добро, еве почитувани гледачи, направивме една информација која што една анализа заправо која што се надевам дека ќе ви ја заокружи информацијата за оваа сепак значајна посета на рускиот претседател на регионов во Белград, дводневна посета. Ние ќе бидеме таму на лице место, ќе известуваме од тоа и потоа ќе имаме исто така простор во деновите што ќе следуваат да ги анализираме сите пораки, сите да кажем случувања кои што ќе се случат во Белград за време на посетата на претседателот Владимир Путин на Србија. Овдека ќе се одјавиме во овој дел, бидејќи во 8 часот следува редовниот дневник на Еден ТВ, а до тогаш ќе мора малку и економска пропагандна програма да одгледате. Ви благодарам, се гледаме за 10 минути назад во студиото за дневник на Еден ТВ.